Господине градоначалник, во кое годишно време најмногу го сакате Берово? Берово е сенат за мене најубавиот град во Република Северна Македонија, без разлика на годишните времења. На лето, кога имаме фестивали, и японското исто е прекрасно, но прекрасно и во зима, кога живее во зимска идила, или пролет, кога се е зелено, или сега во есен, кога имаме посебна носталгичност и убавена во себе. Горд сум дека целиот свој живот го имам живеано и ќе пробам да го живеам во Берово, и дека имав можност со моето знаење и посветеност да придонесам Берово како град да тргне напред, да се промени на позитивно во својата функционалност и убавина. Така да, го сакам Берово, повторувам во секое годишно време, за мене Берово представува најубавиот град. Градоначалниче Пекевски, еве денес е последен ден од изборната кампања за први луѓе на единиците на локалната самоуправа. Вие се кандидиравте повторно. Зошто? Може би секој влегува во политика со различна мотивираност, сенат. Јас влегував во политика да ги менувам и напредувам работите на подобро. Сепак, голема гордост успех на личен план е да знаете дека со своите дела и посветеност сте помогнале на граѓаните да имаат подобри услови, подобар квалитет на животот, некаде сте донеле вода, некаде сте донеле асфалт, кај што се газало као 30 години, некаде нешто друго подобрено од комуналната инфраструктура. Конкретно, за градоначалничката функција, мислам дека делата сами по себе покажуваат дека е направено значително. Берово тргна напред овие последните 4 години. Покажавме со посветеност, домакинско работење и планирање дека може многу да се сработи. Од задолжена и пропадната општина сме општина која ги сервисира своите долгови и планира и реализира проекти за унапредување на животот на сите граѓани. Одиме на втор мандат, да го продолжиме тој ритм и тренд на инвестиции за да биде подобро на сите. Господине Пекевски, дали Берово е подобро место за живење денес отколку пред 4 години? Дали е подобро место за живење, на крај одлучуваат гласачите. Јас можам да кажам дека го дадовме најдоброто од себе за Берово да тргне напред. Асфалтирани се голем број на улици во Берово и околината. Некаде, каде 30 години, како што рекол, се газел кал, калата е оставена во историјата. Нов модерен пазар, нов кеј на река Брегалница, реконструкција на поголем дел од училиштата, обградени игралишта, проширена детската градинка, подобрано јавното осветување во Берово останатите населени места, имплементирано организирано собирање на отпад во сите населени места, водоводи, канализации, регионални патишта, културни и забавни манифестации, бевме, што е најважно, целосно, отчетни и транспарентни. Со поеден клик на општинската веб страна може да се види секој еден денар на граѓаните во кој проект е вложен најтранспарентно и најотчетно. Јас, на крај пак ќе речем, дека Берово во овој 4-годишен период на вистина тргна напред. Ветувам дека и за вториот мандат ќе бидеме исто така посветени, ќе планираме, ќе правиме проекти за граѓаните, како на локално, така ќе аплицираме за подршка на централно ниво и од ЕУ фондовите. Најубавиот град, нашето Берово, ќе биде уште поубаво, пофункционално, ќе биде гордост на сите беровчани. Верувам дека најголем дел од граѓаните тоа го препознаваат и ќе ни дадат нивната подршка. Со нивната подршка Берово ќе продолжи да биде поубаво место живење секој нареден ден повеќе од претходниот. Дали сте задоволен од динамиката со која ги реализиравте проектите? Вечниот одговор на таквото прашање би бил дека секогаш веројатно можело и милиметар повеќе и ден-два побрзо. Но во принцип можам да кажам дека во најголем дел сум задоволен од динамиката на реализација на она што веќе го имаме реализирано. Како општина не имаме задоцнато во планирање или поднесување некој проект, па да не бил истиот реализиран. Тука можам да кажам дека како општина значително го напредивме искуството во аплицирање за проекти преку државните органи и ЕУ фондовите и во иднина. И во тој дел ќе го искористиме тоа искуство за уште повеќе реализирани проекти кои ќе одголемат квалитетот на живот на жителите од Берово и населените места. Господине Пекевски, што е она што најмногу ви пречи во општина Берово, бидејќи сте градоначалник што по втор пат се кандидира за оваа позиција? Има ли нешто што си забележувате сам себе си, дека сте можеле одобро и побрзо да го направите? Почитува сенат, ние наследивме општина заглавена од долгови. Не спремна да финансира еден следен проект за доброто на своите граѓани. Со помош на владата, тој долг 50% се сервисираше, додека останатите 50% како долг ги одложивме на 24 месеци и на тој начин сега можам да кажам дека општинската каса е целосно на финансиските општината стабилна и општинската каса е соликвидна со соодветен бонитет кој возможува навремено извршување на сите претходно преземени обврски. Пак е потенцирано. Сигурно можело некој улица да се заврши во среда место во петок или нешто слично,
но на крај кога сумираме, верувам дека имаме успешен мандат, дека реализиравме огромен број на проекти во сите сфери и таа енергија и стегнато искуство ќе го пренесеме и на вториот мандат, доколку граѓаните ми ја дадат секако довербата. Како што потенцирав претходно, Берово тргна напред. Враќање назад нема. Во вашата агенда и програма во следниот период може да се прочита дека неколку значајни проекти што не успеавте да ги реализирате во вашиот мандат, повторно ги ветувате. Зошто? Се што е ветено мора да биде реализирано согласно можностите. Верувам дека конкретно мислите на проектот за Младинскиот културен центар, со кој и мојот политички противник, бидејќи нема што друго да нападне, кој всушност е влезен во првата фаза на реализација. Имам изработено основен проект, на проценка данаша беше дека ќе оцене значително средства. Значи, тие средства едноставно да ги заробиме со тој проект, туку и енергијата да ја насочиме кон реализација на други проекти, за кои проценивме дека се поважни и поприоритетни за реализирање. Сепак, ќе се сложите дека е поважно да асфалтираме улици кај што 30 години сега за локал и така одлучиме да направиме и да дадеме приоритет. Проектот ќе биде реализиран и ќе биде нова гордост на Берово и пред се на младите беровчани, каде ќе може да се дружат, да творат, да реализираат многу младински активности како што е замислено. Така да, овој проект, ако можам да се држам, само е помесен подол на листата за реализација, за да може да реализираме повеќе други проекти, за кои сме проценили дека е поважно да се реализираат во тој период, бидејќи побрзо ќе донесат бенефит за граѓаните. Што е она што прво би го направиле за Берово? Имате ли посебно омилени проекти? Сите проекти кои на крај резултираат со зголемување на квалитетот на животот на граѓаните ни се приоритет и ни се омилени. Кога има исполнување на договореното по завршен проект, кога се познава задоволството кај граѓаните, дека конечно ветувањата се остваруваат, е она што мотивира и дава енергија за продолжување напред. Без разлика дали тоа конечно воведување на собираен отпад или ново урбанизирана пешачка патека покрај Брегалница или асфалтна улица број 5, да речеме после 30 години, или нов модерен базар, кога граѓаните ќе речат браво, кога ќе пофалат во тоа, во моментот е наш омилен проект. Насмевката, задоволството на граѓаните и поддршката од направеното за нив, со нивни пари е вистинскиот омилен проект. Може ли да издвоите неколку ударни проекти од вашата програма, кои ви се приоритетни во следниот период? Ја замислиме програмата како продолжение на интензитетот со кој работиме во последните 4 години. Планираме да имаме голем број на проекти за сите категории граѓани, за Берово, за секое населено место. Како што велиме, подаваме рака на сите, како прво ја продолжуваме градежната експанзија и се постави амбициозна цел општината, преку соработка и посветеност и на владата, да помага на општината да нема неасфалтирана улица во Берово и во најголем дел од населените места. Порехабилитираме водоводниот систем со фитна станицата за Берово. Поведуваме енергетска ефикасност на општинските објекти и пречистителната станица за отпадни води со поставување на фотоволтаични панели. Со промена на генералниот и деталниот урбанистички план, кој ќе овозможиме нови можности и зона на мало стопанство со поволни услови за инвеститори, посебно за малите и средните компании. Го приемаме туризмот во Берово како стратешка гранка и тука се планирани голем дел активности кои подетално може да се видат во програмата и во интерес на времето ќе спорам само неколку. Изградба на пат од црквата Пресвета Богородица до Албаница, поставување голем број на летниковци во заштитеното подрачје, поставување монтажни дрвени бараки за продажба на локални производи, поддршка за локални сајми, креирање на виртуелни туристички водичи за Берово, уште поголем број активности кои би поканил да ја погледате програмата и да се информирате подетално листата. Секако, на крај низ редовни, чести разговори и форуми со граѓаните од Берово и населените места, лоцираме и други потреби и приоритети кои ќе бидат реализирани за зголемување на квалитетот на живот на граѓаните од општината. Очекувате ли поддршка од ромското население во Берово со оглед на тоа дека во вашата листа на советници нема ниту еден представник од оваа заедница, ниту пак во последните 30 години имало член на Советот Ром, предложен од вашата партија? Зошто тогаш би гласале за вас граѓаните роми? Ние подадовме рака секој, на локално и на државно ниво. Концептот едно општество за сите, значи дека сите сме исти, сите имаме пристап до исти можности, сите сме исти и пред законот и пред институциите. На локално ниво, горсум што се што е направено за нашите пријатели со граѓани од ромска националност и тоа по сите основи во изминатиот 4-годишен период. Од инфраструктура, социјални проекти за поддршка, образование, инклузивност, од донации до парковите на младите, од улици до таблети и компјутери. Не сакам да се навраќам како некој претходно ги третира ромите, што се бевме шокирани и фрапирани.
Јас во таа насока и не само ромите, сите граѓани, млади и стари, треба да учествуваат во политичкиот живот, само здружени и со здружени сили можеме да креираме подобри идења за сите нас. Повеќе идеи ќе носат секогаш повеќе поголема реализација. Во СДСМ и на локално ниво е отворена вратата за сите. Тука сите сме исти, сите сме браќа и другари и не се делиме по никаква основа. Поддршката на ромите не се гледа само во тоа дали некој е ставен на некаква листа само за да биде ставен. Поддршката се гледа во тоа колку е реализирано за нашите сограѓани од ромска националност, а реализирано е значително многу, како што и самиот набрав. Тука пак да повторам, да не се заборави на најважниот проект Едно општество за сите. Веќе 5 години имаме слобода од сите. Подсетете се претходно дали беше тоа така. Инаку во коалицијата ние имаме ромски партии со представници кои активно учествуваат во политичкиот живот, како на локално, така и на централно ниво. На локално ниво имавме во планираната листа на советници представници од Ром, но од повеќе лични причини, неповрзани со етничкиот момент, тој се откажа од присуството на листата, така да остануваме со целосно ромско мало, како наши советници наместо со еден на листата на советници член Ром. Ако добиете втор мандат, како ќе се справите со дивите депонии кои ги има во околината на Берово, со оглед на тоа дека досега најмалку вложивте за решавање на овој горлив проблем? Овде ќе дозволите да не се сложам со вашата констатација дека сме направили најмалку за дивите депонии. Безброј пати тие диви депонии се изчистија и безброј пати несвесните граѓани повторно пак фрлаат ѓубре на тие места. Сепак, за втор мандат е во план делување освен и на превентивен, па и на корективен односно на прекрашен план. Јавната чистота за овие 4 години е проект кој е многу успешен, многу подобро, поквалитетно и поорганизирано се собира ѓубрето и отпадот на територијата на целата општина Берово. Еве следната недела ни стига нов контингент со околу 130 контейнери кои ќе решат дел од незаконското фрлање ѓубре на недозволени места. Тука продолжуваме да работиме на сите аспекти на проблемот, бидејќи и Берово и населените места се автоматски пубови кога се почисти. Што ќе им порачате на граѓаните на Берово и Малешевијата? Почитувани граѓани на Берово и сите населени места, почитувани малешевци, Берово тргна напред, да не се враќаме назад. Посветено работевме за Берово овие 4 години. Се реконструираа голем број локални и регионални улици, се асфалтираа нови и такви кои 30 години никош не биле асфалтирани. Вложуваме во инфраструктурата, образованието, јавната чистота, социјалните услуги, културата, забавата. Берово за 4 години не е ист град. Ја разложивме општината и од пропадната и задолжена сега општина која ги исполнува своите обврски и најважно инвестира во проекти кои го прават животот на жителите поквалитетен и подобар. Бевме избрани за најтранспарентна, најотчетна општина. Секој денар се знае на кој проект е потрошен. Секој денар е даден за проект за граѓаните. Почитувани, за мене Берово е најубавиот град и како таков сакам да ни расте и да ни се развива уште поубав, уште почист, да бидеме горди на него пред нас, пред туристите, пред сите. Планираме нови проекти за Берово, за секој населено место. Проекти кои ќе го зголемат квалитетот на живот на секој жител на општина Берово. Во кампањата го поминавме секој населено место. Тропнавме на секоја врата, презентиравме што е направено и презентираме проектите кои ги планираме за овој нов мандат. Подадовме рака секој и Берово тргна напред, да не се враќаме назад. Оние кои блокираат, кои креираат подоби лажни вести не треба да имаат можност да располагаат со парите и довербата на граѓаните. Затоа ве повикувам во недела на 17 октомври масовно и свечено да излеземе и да покажеме како многу пати претходно колку малешевци сме мудар народ. Да гласаме масовно за број 12, за градоначалник и број 12 за листата на советници на СДСМ и коалицијата на доброто со мојата општина. Да ја завршиме работата во прв круг, за веднаш да отпочнеме, да продолжиме со напредување на Берово и општината, да креираме проекти за сите, за секого, за Берово, за најубавиот град. Број 12 за градоначалник, најдоброто за Берово. Број 12 за листа на советници, најдоброто за Берово. Да ни е вечно Малешевијата, да ни е вечно Берово.